враќаме повторно во студио. Време е за нашите гости денеска. Денеска повеќе ќе дискутираме за работата на невладината организација Инкогнито 15, која неодамна се формира во Битола. Со мене тука е председателот токму на оваа организација, Ана Митрејчевска. Добро утро. Добро утро и од мене. Исто така и Ивана Ѓурѓовиќ, член на оваа организација. И сега, најпрво, добро утро и ви благодарам многу што ја прифативте поканата, вака подобро да објасниме со што работи, на кои теми работи Инкогнито 15. Најпрво, Ана, ќе те запрашам, кога почна со работа оваа организација, која беше целта за да се формира едно вака интересно здружение? Значи, Дружението Инкогнито 15 започна со работа со одлуката на основачкото собрание, која беше донесена на 19 ноември 2015 година. После тоа следеше одлука од Централниот регистар, за да можеме официјално да почнеме со нашата работа. Дружението е регистрирано како Здружение за култура и општествен развој. Токму на оваа тема, за да се опфата што е можно повеќе актуелни содржини кои се дел од нашиот живот, а нашата визија е да вклучиме што поголем број на млади луѓе да можат да учествуваат во нашите проекти кои се на локално, национално и меѓународно ниво, пред се со Еразмус плюс програмата, со цел што е можно повеќе наши членови да можат да бидат дел од овие проекти надвор од нашата држава, да се запознаат со културата на другите земји, со членови на други организации, да остварат меѓусебна комуникација. Бидејќи вие и двете сте студентки, Ана на правниот факултет, јас на економскиот факултет, и некако невладините организации, нивните активности секогаш се поврзуваат со активностите на младите луѓе и она што тие сакат да направат или да подобрат во општествените рамки. И сега мене ме интересира дали немаше доволно организации, па вие ја потегнавте ова организација. Каде се наоѓате бидејќи во Битола имам повеќе организации кои исто така работат во сферата на култура, Еразмус плюс, која е доста актуелна овој период, затоа што сега нели се имплементираат сите оние проекти, па се до 2020 година ќе имаме можност да проследиме многу нивни проекти. Зошто токму култура и образование? Значи, темата е култура и општествен развој, бидејќи под општествен развој спаѓаат најголем дел од сферите на интерес на младите, исто така и најголем дел од Еразмус проектите се поврзани токму со општествениот развој, намалувањето на невработеноста, учеството на младите во медиумите, во креирањето на одредени младински политики со цел подобрување на животот на младите кај нас. Бидејќи исто така невладините организации се занимаваат со оние младински размени, сето присуство во друга држава, запознавање со друга култура. Ивана неодамна се врати од Турција. Да. И вака ќе можеш поблиску да ни ги споделиш впечатоците, што правеше таму, што научи, твоите искуства. Да, значи сум била претходно на многу вакви младински размени. Младинските размени се секогаш се финансирани од Еразмус плюс фондот. Значи има размени од една недела до и една година ИВС проекти. Сум била на многу проекти во Бугарија, Романија, Турција, Србија, Франција, сега бев неодамна во Турција. Проектот се одржа во градчето Акчакоча на тема новинарство, односи со јавноста. Повеќе работи. Ќе одиме со кратка музичка пауза, а повторно се враќаме во студио. Се враќаме повторно во студио. Денешна тема за разговор е работата и функционирањето на невладината организација Инкогнито 15 од Битола. Ана, ме интересира, со оглед на тоа дека веќе функционирате на невладината сцена кај нас околу 5 месеци, што е она на кое посебно сте сконцентрирани овој период?
Овој период посебно сме сконцентрирани на проектите кои се во областа на Erasmus плюс програмата. Исто така можам да кажам дека наш прв проект беше учеството на конференцијата на Eurobricks, која се одржа во Плевен, Бугарија, во периодот од 18 до 22 декември. На оваа конференција ние бевме представени од 4 наши членови, меѓу кои бев и јас, и таму се дебатираше за предностите и бенефитите од Eurobricks организацијата. Исто така на оваа конференција учествуваја млади од Русија, Бугарија, Македонија и Србија. На што точно целеше оваа конференција? Оваа конференција целеше на тоа кои се придобивките од Eurobricks, што е таа е пандан на Европската Унија, што е подобро доколку Македонија би била членка на Eurobricks, кои бенефити ние би ги добиле тука во Македонија пред се за младите луѓе. Исто така беа на оваа конференција учествува едни од главните представници на Русија на оваа тема, кои има учествувано на голем дел конференции претходно. За нас од Инкогнито ова беше прва ваква конференција на оваа тема. После тоа следеше неколкудневна културна прошетка низ Бугарија со цел да се видат знаменитостите на Бугарија и да се одвива меѓусебно дружење. Исто така, во преговори сме моментално за одржување на една ваква конференција во Србија, а потоа и во Македонија доколку се обезбедат соодветни финансиски средства. Това би било одлично. И сега, бидејќи станува збор за повеќе млади луѓе од повеќе европски држави кои се наоѓаат на едно место и дискутираат токму за подобар просперитет во европски рамки, дали има некоја разлика помеѓу младите од Македонија и младите од другите европски држави? Кој е начинот на размислување и на култура? Тоа секогаш е интересно на тие размени, на тие конференции кои се организираат надвор. На оваа размена во Бугарија, со оглед на тоа што бевме представници на 4 држави, немаше некои големи разлики во мислењата. Обично младите се залагаат за напредок, просперитет на младите, подобрување на општествениот живот, донесување на некои одлуки општествени со цел да се подобри животот, исто така да имаат младите просперитет, да се чувствуваат корисни, да можат нешто да направат со што ќе предонесат самите во општествениот живот, во неговиот развој и поголеми бенефити за сите. Што е она кога ќе се спомена зборот просперитет, многумина мислат некои големи работи, но ете вие како млади луѓе, бидејќи побрзо можете да ги детектирате од сите останати сфери во нашето општествено живење, оние недостатоци или доблести кои постојат во општеството, што е она по кое се издвојуваме ние? И како може да се направат тие промени кои ги посакуваме сите? Секогаш се споменува треба работа, треба труд, но ете според вас? Според мене лично, најпрво треба да се подигне свеста на младите, да знаат тие точно што очекуваат и да најдат соодветен начин да го постигнат нештото. Бидејќи доколку нема влијание во нашата свест, ние не сме свесни која е нашата цел со одреден проект конкретно, што сакаме да постигнеме со проектот, која е нашата таргет група и начинот на кој да го постигнеме. Значи најпрво мора да се делува на свеста на младите да го сватат, да ги сватат придобивките од овие проекти и да сватат дека тоа е еден од начините преку неформалната едукација и овие културни размени да подобрат својот живот, да ги прошират своите хоризонти, а со тоа ќе постигнат како и лична сатисфакција, така и напредок за целото општество. Бидејќи и претходно го споменавме Erasmus Plus, нешто доста интересно кое им нуди многу можности на младите луѓе кај нас, тие можат тоа да дојдат до таа програма и да ги пронајдат сите тие бенефиции кои што можат да ги имаат од оваа програма од универзитетите. Конкретно Битолскиот универзитет, верувам дека и ви двете сте студентки на Свети Климент Охридски универзитетот од Битола. Исто така може да сработувате и со универзитетот, но исто така и со невладините организации преку сите тие младински размени проекти и активности кои се одвиваат во земјите кои не се членки на Европската Унија, но и веќе кои се членки. Дали започнавте да работите со оваа програма?
Да, веќе започнавме. Имаме аплицирано проект за новинарство, кој сега резултати чекаме до 26 април, треба да изнајме резултатите, дали проектот ќе ни биде одобрен за реализација во Македонија. Исто така имаме голем број на подпишани партнерства со невладини организации од Шведска, од Романија, од Грција, Бугарија, Турција, Србија, Хрватска. И сега моментално очекуваме нивните резултати. Можам да кажам дека проектот во Хрватска е одобрен и ќе се одржи во Дубровник, само терминот ќе биде дополнително одобрен. Исто така имаме и одобрен проект за Шведска кој ќе се одржи крајот на јуни или почетокот на јули. Бидејќи сте релативно млада организација и допрва ќе се прикажувате во најдобро светло, верувам и дека многу труд ќе вложувате понатаму. Дали има доста млади кои се заинтересирани да бидат дел од оваа организација? Па да, голем број на млади се заинтересирани да бидат дел од оваа организација. Во активен тим на работа можам да ја кажам дека имаме околу 10 луѓе кои активно моментално работиме на проектите. Ете, поздрав, да искористам приликата да ги поздравам. Заедно го пишеме проектот, пример на проектот конкретно што ќе биде во Македонија, што имаме аплицирано, 4 сме вклучени, ние го пишевме, ние ќе бидеме одговорни за спроведувањето на истиот проект. Тоа ќе биде интересно. Ивана, Турција е една доста интересна дестинација, верувам, бидејќи се пресекуваат многу интересни култури. Со кои искуства ти се стекна таму? Проектот содржа во Акчакоча во Турција. Имав можност да бидам таму 10 дена. Темата беше односи со јавноста, слобода на говор на новинарите, медиумите. Бевме 40 учесници од Романија, Бугарија, Србија, Унгарија, Македонија. Беше навистина интересно. Запознавме многу млади од различни држави. На активностите, имавме секојдневни сесии, бевме поделени во групи, работилници. Беше навистина интересно да се запознаат многу млади од различни сфери и култури. Сигурно би било интересно во текот на тој престе. И сега она што би сакала да им го порачам на младите, но и вие сигурно имате поконкретна порака, како да ве најдат, како да ве исконтактираат и секако да бидат, доколку сакат, и дел од вашата организација. Доколку сака да бидат дел од нашата организација, можат слободно да не исконтактираат мене како председател, можат да на нашиот Facebook профил да се информираат за сите активности на нашата страница исто така. На неа, мислам, таму се напишани сите активности ние конкретно што ги спроведуваме, кога имаме слободни места за одреден проект, можат слободно да аплицираат и да не контактираат. Исто така можат да пополнат пристапница за членство и со тоа автоматски стануваат члени на нашата организација. За сега членарината нема членарина. Исто така сите заинтересирани од 18 до 30 години можат да се вклучат во проектите кои се Erasmus+, за другите проекти можат да се вклучат и постара и помлада популација. Девојки, јас ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма Деница и ви посакувам многу успех. Ви благодарам и вас. Благодарам. Почитаме, одиме понатаму.